Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на радиопрограмата која ќе ја следите до 12 часот. Протести и контрапротести пред Уставниот суд ја одбележаа неделата која ја оставаме зад нас. Уставниот суд одлучи да ги укине измените на Законот за помилување и се определи за еднаквост на сите граѓани пред Уставот и законите. Експертската јавност го оцени како непримерен притисокот кој СДСМ го изврши врз оваа институција која нема надлежност да помилува, туку единствено да одлучува што е, а што не е во согласност со Уставот и законите на Република Македонија. И Државната изборна комисија е под силен притисок. Вчерашниот ден покажа силна конфузија, дезориентираност која беше поттикната од СДСМ и медиумите на Сорос. Најпрво објавија бројка од 500.000 фантомски гласачи на избирачкиот список, за потоа да го намалат бројот на околу 300.000, па потоа 140.000 наводни фантомски гласачи. Извори од комисијата брифираа дека бројката е нешто над 30.000 за кои ќе треба да се спроведат дополнителни проверки, бидејќи неверојатно се иселени во странство. За овие теми ќе разговарам со политичкиот аналитичар Александар Даштевски, ќе почнеме виднаш по музичкиот вовед. Назад сме во Пулт на Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, мој гостин соговорник денеска политичкиот аналитичар Александар Даштевски. Добре дојдовте во Пулт. Благодарам на поканата, добро ве најдов и ги поздравам вашите слушатели. Оваа недела одбележа протестите и контрапротестите за Уставниот суд. Судот донесе одлука за укинување на измените во Законот за помилување и се одлучи за пристапот на еднаквост на граѓаните пред Уставот и кога станува збор за прашањето на помилувањето. Како вие ја коментирате оваа одлука, особено што имате искуство и работите активно на темата на човекови права? Па јас мислам дека ова беше една голема брука за опозицијата и една голема, како да кажам, еден голем обид да направат политички поени со негативна кампања, што постојано го прават, повторна злоупотреба на невладините организации, ако се види на крај дека кој повика на протести, значи опозицијата повика на протести, и тогаш се с големи масовности, некој кога доаѓаат тие невладини, имаше по 100-200 луѓе пред судот. Кога видовме настапот на овој активистот на ЛГБТ заедницата, тоа беше нешто до сега невидено на македонските простори, каде што навредуваше, каде што викаше дека ќе фаќа за уши на клоци, ќе брка од Уставен суд и го нарече погрдно, сега да не употребуваме, нели, пред слушателите такви зборови. Од друга страна, од општинската организација на во Кавадарци на СДС се на Facebook ставија пост дека ќе го запалат судот. Значи една сериозна ситуација, а ова ја себе го кажал многу врева за ништо, нели, представата од Шекспир. Значи се прави една голема врева на крај испаѓа дека всушност нема врска целата ситуација и тоа е така. Значи да почнеме од почеток, 2009 година. Се амнестира Зоран Заев поради таа амнестија на Глобал кој се пропаѓа, гние таму, се распаѓа. Тоа беше, нели, амнестија, односно помилуван од председателот, се револтира ВМРО ДПМН и поднесува закон за промена на законот за помилување. И тука фактички во таа еуфорија ги поднесува тие 5 глави на кривични дела кои што смета дека би ги злоупотребил председателот, тој па и некој друг. И сега фактички ги гледавме, ја не знам како ги успеа да ги најдат тие снимки, и гледавме снимките што збореа тогаш пратениците на СДСМ Цветанка Иванова и Емилијан Станковиќ. Да, они се противеа на тоа. Они децидно рекоа ова. Овие одредби се против уставни, и тие одредби, доколку некој поднесе иницијатива, ќе паднат на Уставен суд. Истото го повтори Емилијан Станковиќ со тоа што рече дека одредбата од член 5, која е исто така сега кината, е мешање на законодавната во судска власт. Значи да се формира комисија, па таа комисија да му сервира на председателот кој ќе биде помилуван, тоа веќе не е него, бидејќи он е суверен, нели, он е на врвот на државата и затоа му е дадено тоа право на помилување. Значи тоа беа изјавите и јас се согласувам со тоа. Точно е тоа. Меѓутоа тогаш никој не поднесе иницијатива. Според Уставот на Република Македонија, секој граѓанин може да поднесе иницијатива за оспорување на уставноста на одредена одлука, закон и така натаму, па дури на самиот Устав.
таква иницијатива е поведена. Значи, сосема легално, легитимно се. Не е битно дали бил тој адвокат на ово или на оно. Значи, секој граѓанин, прецизно пишува во Уставот, има право да покрене иницијатива и таква иницијатива е поднесена. Уставниот суд ја ставил на дневен ред и одлучува по неја. Одлучува точно така како што реков 2009 дека кажа, само што до тогаш никој не поднел 6 години иницијатива за дали е уставна, за испитување на уставност. И сега ќе ги прочитам тие одредби врз основа на кој одлучил Уставниот суд, тоа се накратко ќе ги прочитам. Добре. Значи се работи за газење по човекови слободи и права. Затоа што сите луѓе треба да бидат еднакви. Не може сега да се едни да бидат поеднакви од другите, односно за потешки кривични дела да може да се помилува, а за полесни да не може. Тука е тоа поентата. Значи, опозицијата сакаше да го представи дека сега ќе може педофили да се ослободуваат, не знам, за сексуални кривични дела и така натаму. Тука всушност не е тоа работа. Значи, помилувањето е сериозен институт. Тоа оди прво преку судот се поднесува молба, па оди до министерот за правда и така натаму. Значи, треба многу добро да се размисли дали личноста е треба да се помилува или не, каква е повредата на законот што е сторена, каква е состојбата моментална, дали се работи за некоја политичка состојба или не и така натаму. Меѓутоа што се однесува до човековите права, член 8 од Уставот вели: темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија и наведува повеќе како прво се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународно право и тврдени во Уставот. Значи овде се работи за основните права. А член 9 вика: граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, национално и социјално потекло, политичко и верско верување, имотна и општествена положба, и граѓаните пред Уставот и законот се еднакви. Ова што се случува, тоа е апсолутно нееднакво пред законот. Значи не може некој што направил троstruко убиство или петоstruко убиство да може да биде помилува, а некој што конзумира марихуана као психотропна супстанција да не може да биде помилува. Иако сега не легализира во здравствени цели, па утре ќе легализираат марихуаната и во нормални цели, и во пола Европа е легализирана, значи тој не може да биде помилуван. Овој што извршил многу потешки кривични дела, тој може. И тука е таа нееднаквост на граѓаните. И затоа се овие одредби противуставни и пропаѓаат. Така што Уставниот суд сигурно не би одлучил во спротивност со Уставот. Значи, ова што ги етикетираат овие суди што гласале, тоа никад не било, ова е прв случај. Смятате дека беше извршен силен притисок врз самите суди и врз судот? Тоа е неверојатен притисок. Прво, ние не знаеме што ќе одлучат. Затоа што тие одлучуваат врз основа на Уставот. Еве ги одредбите, ги читаме, ќе ги прочитаме и другите одредби врз основа на кои одлучувал судот и ќе видиме дека он си одлучил во согласност со Уставот. Значи, може би треба другите судии што ги пуштаат тие информации кој како гласал. Тоа не смее да се пушта ако е седницата не е јавна во јавноста, за да ги етикетираат овие судии. Тоа било секогаш Уставниот суд одлучи со мнозинство гласови или одлучи со 7 гласа за, еден воздржан или против, ама не ги именува. Овде беа судиите именувани, па беа излагани на линч, кој каде ќе ги сетне, имаше пораки да ги нападне и така натаму, да се запали. Тоа е нешто невидено во досегашната историја. Сметам дека со ова се направи уште еден обид, како што досега се правеше, да се сруши институција на систем, највисока институција на систем. Целта беше што беше? Влегување во судот. Ако не и палење, ама влегување во судот, ако не функционира Уставниот суд, највисокиот таката институција во државата, значи сакаме да докажеме дека не функционираат институциите на системот. Тоа е целта, значи нема избори на 5 јуни. Да не бидеме наивни. Значи тоа е тоа. Мислам дека им се стави на судиите на Уставниот суд една политичка боја за нешто што воопшто не е нивна надлежност. Уставниот суд има надлежност да одлучува што е уставно, што е противуставно, а не може да донесе одлука за било чие помилување. Тоа е сепак одлука на лица избрани од граѓаните, значи тоа е во нашиот систем, тоа е шефот на државата, претседателот Ѓорги Иванов, ки има таква надлежност согласно нивната одлука. Меѓутоа, повторно, политичкиот товар на донесувањето на една одлука за помилување на одредено лице ќе биде врз претседателот. Тоа не може да биде натовар на уставните суди.
Апсолутно е точно тоа. Значи, што направи Уставниот суд? Он укина неколку одредби од законот, за изменување и дополнување на законот, кои беа противуставни. Значи, тоа го направи. Нити дека ќе помилува, нити дека донесува нешто Уставниот суд. Само ги укинува тие одредби што претходно, пред 2009 важеле цело време и СДС се залагал за тоа да продолжи нивното важење, а ВМРО не сакало да важат тие одредби и ги предложило во закон да се изменат. И тие се изменети во законот, меѓутоа до сега немало иницијатива за нивно за проверување на уставноста. Сега, што се однесува до овој закон за помилување, јас сметам дека претседателот никогаш нема да направи некое помилување што не е во согласно со законот. Значи, има разни ситуации. Јас се согласувам со таа иницијатива што е предложена до претседател од страна некои невладини организации, да нема помилување, каде што они предлагаат да нема помилување на педофили. Јас сум против тоа. Нека нема. Пошто тоа е категорија која навистина заслужува, меѓутоа јас сум сигурен, ако направиме статистика, ќе видиме, јас не знам сега, меѓутоа најверојатно нема ни едно помилување на педофил, едно а друго и да има, сигурно е тоа нешто што некој карактеристичен случај, ако постои. Значи тоа нема да има такви работи, тоа ќе зависи од многу околности. За какво кривично дело се работи, за каков случај се работи, дали е тоа политички случај, дали е тоа дали се рехабилитирал тој што, например, ако некој консумира дрога, можеби за година дена ќе се излечи, за две, бидејќи ни казните таму не се толку високи како во овие другите кривични дела. Така што зошто тие да бидат посебно во ситуација да не може да бидат помилувани? Што се однесува до нели целта на казнувањето е ресоциализацијата, впрочем, и на самиот тоа е целта и превентивна и генерална цел. Е секогаш ресоциализација, значи да направиме од тој човек здрава личност, а не да го ставиме таму и никако да не му дозволуваме да има шанса да стане здрава личност. Тоа е едно. Друго, во овие случаи имаме понекогаш и политички злоупотреби. Знаеме сега дека имаше овој случај со специјалното јавно обвинителство, каде што се направи исто многу врева за ништо, затоа што поранешни министри, актуелни функционери и членови на извршни одбори се обвинија од страна на специјалното јавно обвинителство. Ниеден од нив не доби притвор како што беше предложено, а тие ќе беа веќе неколку месеци во притвор, ниту пак како што тврдат медиумите и како што веројатно тоа се извори од судската фела, дека нема докази, нема никаков доказ за тоа и до сега не е покрената постапка. Што правиме во тие случаи? Утре може судот поради немање на докази да ги ослободи. Од друга страна, поведувањето на самата постапка, како што кажа специјалната јавна обвинителка Фатиме Фетаи, не се заснова врз основа на прислушкувањите разговори, а договорот во првшино го формира тоа обвинителство да се занимава со прислушкуваните разговори, а не со други кривични дела. Така што противзаконска е самата постапка. И што правиме во таа ситуација? Сега да ви прочитам овде, пред малку пристигна анкета од спроведено телефонско истражување на Институтот Павел Шатев, која се однесува на ова што го говорите околу специјалното јавно обвинителство. Анкетава, најпрво да кажам, спроведена од 13 до 15 март 2016 на 1075 испитаници. Има различни теми опфаќа, меѓутоа и околу специјалното јавно обвинителство. Вели вака: дали имате доверба во работата на Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство? Немам доверба, одговориле дури 64,3% од испитаниците, дека имаат доверба, одговориле 23,4%, 12,3% немале одговор. А на прашањето дали сметате дека обвиненијата на Катица Јанева и специјалното обвинителство за одредени функционери на власта се издржани или се политички мотивирани, дека се издржани одговориле 20,7%, додека пак дека не се издржани одговориле 67,8%. Дали обвиненијата на специјалното обвинителство за одредени функционери на власта ќе влијаат на вашата одлука за кого да гласате на изборите, дека нема да влијае, одговориле 88,4%, наспроти 5,1% кои одговориле дека обвиненијата евентуално покренати од специјалното јавно обвинителство ќе влијаат на тоа за кого тие ќе се определат да го дадат својот глас на претстојните парламентарни избори.
Сметате ли дека ева, коментирајќи оваа анкета, дека повеќето граѓани сметаат дека е ова политички формирано јавно обвинителство? Го видовме и извештајот кој што го поднесе. Денеска Катица Јанева требаше да се појави да го образложи својот извештај пред она тело кое што ја избира, меѓутоа не се појави таму. Очигледно е дека има зошто, има причина позади тоа, веројатно во обид да се понижи Советот на јавни обвинители, јавното обвинителство кое досега функционираше. Сметате ли дека специјалното јавно обвинителство е политичка алатка во моментов пред изборите? Токму тоа е најголемиот проблем и тоа е извор на сите овие други проблеми што се јавуваат. Значи, прво имаше иницијатива од Тодор Петров, кој се на болничко лекување, да се испита уставноста на донесувањето на законот, односно измените во законот за формирање на тоа специјално јавно обвинителство, бидејќи тоа е противуставно. Во уставот јасно пишува дека постои основно јавно, висше и републичко јавно обвинителство. Значи тие што постојат, така е тоа направено уште од формирањето на Република Македонија и нема право, противуставно е формирање на вакво јавно обвинителство. Меѓутоа, сите знаеме дека тоа беше политичка волја на најголемите политички партии и политички се донесе таа одлука. Меѓутоа, сите сметаат дека тоа треба да биде нешто што ќе биде на највисоко ниво. И се надевавме сите, барем затоа што сакаме да ја завршиме ова политичка и криза која продуцира економска криза, а гледаме сега овие денови со бегалците и може да предизвика и сериозна бегалска, односно безбедносна криза, а тоа се случи на 10 и 9 во Кумано. Една веќе имавме безбедносна криза, така што тие кризи се продлабочуваат, а ова специјално јавно обвинителство требаше да помогне да се реши, меѓутоа тоа само ги комплицира работите, затоа што во неколку случаи ние не можеме да се правиме наивни. Видовме дека тоа зазема страна. Јасно беше со случајот Титаник последен пат, тоа беше јасно на која страна се поставува, не треба ни да се коментира. Од друга страна, ако размислиме подобро сега дали сме требале да го направиме тоа треба политичарите сега да го размислат. Значи, како ќе се избираат тие? Уште тогаш се сметаше дека тоа треба да биде некоја многу честна личност пред се, меѓутоа кој можел да извршува одредена функција. Катица Јанева била јавен обвинител во Гевгелија. Таму тоа јавно обвинителство одлучува за кривични дела за кој е предвидена казна до 5 години. Значи никогаш немало искуство со вакви кривични дела. Главно другите што се изберени, сега не знам ни точно по имиња, значи се исто така од основни јавни обвинителства. Значи барем да било од висше јавно обвинителство или од републичко или од висшето обвинителство за гонење на специјални кривични дела за организиран криминал. За организиран криминал. Па тогаш со нивното искуство кое секојдневно го имаат во гонење на такви дела, мислам дека резултатот би бил дупло поголем. Меѓутоа не само тоа, тие се на повисоки функции, значи човекот за да води една таква институција висока, треба да бил самиот на функција за да може да се справи. Еве гледате дека специјалната јавна обвинителка тешко се справува со новинарите, со другите органи државни, сега не била на да даде извештај на органот кој самиот ја избра. Ја именува. Значи, направи неколку гафови кои се противзаконски дори. Значи, она ги повикува овие 7 души што ги избра да не дадат заклетва. Тоа е спротивно на закон за специјално јавно обвинителство. Значи, вие наместо да го штитите законот, вие самите го прекршувате. А како ќе постапувате во други случаи, ако во конкретниот случај сте го прекршили? Веројатно врз ова негативно јавно мислење за Јанева влијаат и оние афери кои се налепија на нејзиното име, а тоа беа двете лажни изјави дадени пред институциите, една за имотната состојба, една во врска со тоа дали е или не е регистриран земјоделец кој што има ниви со смокве и така натаму. А јавноста не доби воопшто никаков одговор во врска со сето ова. Па токму тоа е проблемот, можеби не само кај неја, можеби и кај други функционери, некои што треба такви одговорни функции. Значи тоа го свати како место каде што ќе биде позиција за зголемување на нејзиниот имот. Значи сега да се искористи моментот, бидејќи нели обвинителите имаат солидни плати, меѓутоа сепак ова така го свати со буџетот кој го побара, со платите нивни огромни,
а работата иста работа како и другите јавни обвинители, па можеби и помала, затоа што им е ограничено на работа. Значи, со становите, значи го свати тоа. Тоа би било за секој квалитетен правник, односно обвинител или судија или било што, би било предизвик да се докаже и да остане во историјата. Не постои имот кој е побитен од тоа. Значи, да остане во историјата како човек кој решил една политичка ситуација. Меѓутоа, за тоа не може да се работи на ваков начин и да се зазема страна. Затоа мора неутралност, мора да се донесуваат собствени одлуки, мора да се познава добро законот, не само врз основа на тоа што е работено до сега, него и повеќе од тоа, за да може да се биде самостоен. Ние кога ќе видиме дека таа денеска вика, ќе работам само со овие 7 души, па утре ја менува одлуката. Тоа е недозволиво за еден ден да се промени мислењето. И тоа асоцира дека има некој од страна влијание врз неа. И така не се постигнуваат резултати. Дали има или нема влијание, нема да се дозволам да коментирам, меѓутоа беше навистина симптоматично кога лидерот на СДСМ ги најавуваше незините постапки. Па затоа и ја не коментирав, да не испадне дека сега ние па етикетираме, меѓутоа јасно беше дека излезе лидерот на опозицијата, рече сега ќе има брзо обвинение, ќе има барање за притвори и дај Боже тие притвори да се остварат. Значи, како може на тоа да го знае, ако не му го кажал некој, односно ако не се договорил со некој. Дали се сега тука и други фактори умешани, тоа е прашање, еден ден сите ќе дознаат, меѓутоа тоа се факти. Тоа се случи. Така што сега сметам дека како резултат на тоа дојде и ова. Значи, Уставниот суд сметам дека постапува во согласно со Уставот, посебно оние судии што се посовесни, затоа што тие не го ставаат тоа прашање на дневен ред. Зашто е чувствително. 4 политички партии се договориле и тие го ценат тоа. Да го стават на дневен ред, тие немаат друго решение. Мора да го укинат. Ама меѓународната заедница стои за тоа. Ова прашање, кое побрзо се става на дневен ред, се смета дека не е толку чувствително. Затоа што, како што рековме, 10 пати ќе мери председателот и ќе постапува според постапката која е предвидена во Законот за помилување, дали да помилува некој или не. Значи, нема да биде тоа како што се збореше помеѓу круговите на овие невладини, посебно, бидејќи тие тука као главна уролога изигра, дека сега ќе педофили ќе се слободуваат, не знам што. Ништо тука, ништо не мора да значи. Значи, за сите тие кривични дела што ги споменуваат вклучително и изборите и гласањето, ќе си се водат кривични постапки. Дали некој ќе биде ослободен или не, во конкретен случај и во која фаза на постапката, дали после 2/3 од извршување на казната или после половина казна, тоа ќе зависи од конкретниот случај. Значи, не е тоа што викаат они дека сега педофили, наркомани, не знам што. Тоа се правење на политички поени без остав. Значи, наместо да се излезе на терен, да се разговара со граѓаните, да се понуди програма, вие сами гледате, они излегуваат 2-3 дена, па последна недела не излегуваат, се занимаваат со интриги. И затоа председателот на ВМРО ДПМН рече пред некој ден: јас веќе со интриги не се занимавам, ќе одам во низ Македонија и ќе се занимавам со потребите на граѓаните. Затоа што навистина преку глава е со разни измислици да се прават политички поени, а не се свесни дека со тоа всушност само губа. И ова се совети да почнат да си тераат програма, да почнат да членството да го журираат, раководството да го средат, бидејќи тие луѓе сега што ние гледаме што се прави по министерствата. Значи, сега вчера излегува тој министерот за земјоделие, заменик министер технички, и повторно кривична пријава. Човек, земи работи нешто, ти си за справедување на изборите. Не можеш ти секојдневно со тоа да се занимаваш. Дали ќе оној подпишал кривични пријави. Само неколку месеци се го праша. Значи, треба да се навлезе во таа кривична пријава, буквално. Мислам, затоа е измислено тоа за да биде за да се движи во нормални граници. Ако вие поднесете илјадници кривични пријави, самото кривично право, самата постапка, судството, значи кривичната постапка губи смисла. Сега и на Стефчо Јакиловски кривична пријава.
на секој на кого ќе стигна кривични пријави, значи тоа е веќе како некоја пародија. И граѓаните добро го согледуваат тоа и затоа се овие анкети. Рейтингот се гледа по анкетите. Мислам, они сега ќе збориме после за изборите, меѓутоа све можеме да кажеме, ама не можеме да кажеме ништо против тие анкети. Анкетите, за овие анкети што се за специјално, ајде да ги оставиме партиите на страна. За тие анкети, кој е виновен? Партиите ли се виновни? Самата институција си го направила тоа, довербата да биде таква каква што е. А не, да кажеме, некоја политичка партија или некој политички момент, како што е сега ова со Уставниот суд. Ајде во вториот дел по музичката пауза и паузата за реклами ќе го прокоментираме и прочистувањето на избирачкиот список на КУСО и ќе го завршиме разговорот. Продолжуваме. Во завршниот дел на политичкиот магазин Пулт со политичкиот аналитичар Александар Даштевски ќе го прокоментираме причестувањето на избирачкиот список. Ќе цитирам само уште еден дел од оваа анкета која стигна денеска. Вели 37,9% поддршка за ВМРО ДПМН, 16,1% за СДСМ и 52,3% за Никола Груевски, 19,1% за Зоран Заев. Ова се анкетите од терен. Наспроти она што во моментов се случува во Државната изборна комисија, медиумите под контрола на СДСМ вчера излегува со информација дека има 500,000 фантомски гласачи. Да. Информациите од ДИК пак велат дека се околу 30,000 спорни гласачи за кои што ќе треба дополнителна проверка за да се види зошто постојат во една, во две, а не во 4 или 5 датабази од институциите. Каде според вас е вистината и дали овие анкети се причина за нов обид за одложување на изборите на 5 јуни? Значи, сите овие активности, повторно ќе го спомнам ова со Уставниот суд и другите активности, мислам ќе се пробаат и други активности сега за негативна кампања, се во смисла на одлагање на изборите. Ќе кажам само уште една реченица за одлуката на Уставниот суд, затоа што сметам дека никој ништо не образлага, а се дискутира. Значи, покрај овие членови 8 и 9 што ги прочитавме, нека граѓаните ги прочитаат да не губиме време во емисијата и членовите 54 и 84 каде што се зборува дека се прави тотална дискриминација ако не се изедначуваат граѓаните, сите граѓани да бидат еднакви. Значи и врз основа тие членови донесена таа одлука, така што таа одлука е апсолутно уставна, законска и судиите си постапиле според уставот и според нивниот деловник. Така што да продолжиме сега со ова за изборите. Значи, ако вие сте сигурни дека ќе победите, па дури и да изгубите неколку пратеници, како што тоа беше во 2006 година, тогаш како список има? Попрочистено од овој. Тогаш беше хаос список. Меѓутоа излезе ВМРО и победи со десетина гласови, други партии земја направија коалиција, победи. Значи, ако се сигурни опозицијата дека ќе победат, они ќе излезат на избори, па каков и да е списокот. Ја мислам дека вакво прочистување во свет не е направено. Ние многу го дискутиравме, меѓутоа тоа сакам да кажам сега, возрастни луѓе сме, значи интелектуалци, ние не можеме веќе да се занимаваме со теории. Мора да сватиме дека ова е страв од излегување на избори. Што е поентата? Сега некој ќе каже, па како избори некогаш мора да има и така натаму. Значи, поентата е да се продлабочи ова политичка криза, да се продлабочи економската криза и евентуално безбедноста, бидејќи сериозна закана се бегалците. И тоа да го спушти рейтингот на владеачката партија, евентуално, така се размислува, за да може барем да се приближи опозицијата, бидејќи овие рейтинзи се такви што се недостижни. Значи, ние што сме работеле во таа проблематика, знаеме дека во рок од неколку месеци може плюс минус 1% максимум да се смени состојбата. Меѓутоа, овие рейтинзи што ги прочитавте укажуваат на тоа дека и понатаму паѓа довербата кај опозицијата, а расте кај владеачката партија. И сега ќе се осврлам, бидејќи реков дека се манипулации, се работи за манипулации на опозицијата со цел одлагање на избори, со цел продолжување на политичката, економската и безбедносната криза, да бидеме на чисто. И сега се враќаме на стручниот дел да го коментираме за гласачите. Нели, бројки врте они вчера 500.000, па 500.000, тоа е комплетниот целиот електорат на.
А од друга страна знаеме какви манипулации направија минатата недела. И се знаеме, гледаме, читаме од медиуми. Значи се намерно се врти по нивните гласачи да пријавуваат дека се погрешни адресите, дека луѓе се иселили така натаму, што не е толку важно. Она што е важно, значи ДИК доби 8 милиони евра. Така ги спроведе изборите. Тоа е буџет дупло поголем од буџетот кој претходно кој имаше ДИК. Доби сите партии 4 се согласни за измените во избирачкиот список, а избирачкиот список е број 1 тема, нели? Сега не збориме за другите работи, нели, рековме и за медиумите и така натаму. Значи, главно парите се наменети за прочистување на избирачкиот список. Покрај тоа што доби 8 милиони, доби 50 возила, доби не знам колку IT инженери кои се занимаваат со тоа, од кои од Американската амбасада предложија еден експерт од ИФЕС, тоа е светска организација за изборите, да им помогне и човекот си работи својата работа. Вестите што доаѓаат од ДИК се многу различни од тие што ги пласира опозицијата. Дека такво нешто не постои и мислам дека денес или утре, треба денес, ама дали ќе стигнат ќе видиме, треба ДИК да излезе. Вчерашната информација беше дека 75.000 гласачи не се присутни во државата, дека се иселиле. Од тие 75.000, 90.000 се македонци со албанско потекло, нели, бидејќи тие и така имаат развиена диаспора. Нормално дека и јас, ако имам шанса да земам 5.000 франци, а овде земам, не знам, 300 евра плата, ќе се одлучам на таа варијанта, а 10% се македонци, значи тука паѓаат во вода сите оние тврдења дека имало не знам какви селувања од Република Македонија. Мислам дека пред се работи за интелектуалци кои се одселуваат во Словенија, Хрватска, каде што се признаваат нивните дипломи, и има и во Германија кампања, полагаат јазик и се одселуваат. Тоа се тие гласачи кои се одселиле, а не го пријавиле своето иселување. И дека комплетно е прочистен целиот избирачки список. Не само што беше кажано тоа, мислам тоа кружи сега во јавноста, бидејќи е извор од ДИК, меѓутоа се уште не е официјален. Треба тие да излезат денеска да го направат официјален. Туку и целата јавност е запознаена дека таа состојба е таква, дека нема други манипулации. Манипулациите проба да ги направи опозицијата, како што ги прави и сите други работи. И видовме што се случуваше со Караорман 103. Тоа е ромска населба, веројатно на времето изгледана како диво градба, во која после, веројатно до денеска ги легализирале тие куќи, и сите се водат на Караорман 103, тоа не значи дека повеќе граѓани живеат во една куќа. Туку секој си има своја куќа. Мислам дека случајот со Даниела Рангелова беше тоа беше, највпечатлив. Тоа ми беше следното. Само да дожам за Караорман. Значи, тоа се тие поенти дека има повеќе гласачи на исто место. Па дури и да има, тоа не е проблем на ДИК. Тоа е проблем дека треба да се направи уличен систем, проблем на локална самоуправа. И во тој уличен систем сите ќе си добијат број, улица и така натаму. Да, важно е дека овој проблем постои во многу земји во Европа и дека не е Македонија уникатен случај кај што нема уличен систем во многу во соседната Бугарија, таму се преводат по 300 души на една адреса, затоа што нели бараат државјанства и па одат после во странство работат и така натаму. Мислам, тоа не е ништо тајно. Така. Тоа е друго. Случајот со Даниела Рангелова, тоа беше навистина секоја чест на Даниела, затоа што таа отиде, имаше доблес таму да отиде во селото, жената изненадена и она, значи стварно си се вика Даниела Рангелова, и докаже дека е манипулација тоа. А такви случаи имате многу. Значи, еве, јас ќе ви дам еден пример кој го давам често. Имаше еден српски филозоф, познат геополитичар во Србија, Петрович. Тој тврди дека над 10.000 презимиња има во Србија и Црна Гора, па и во Хрватска имало Петрович. Значи, бидејќи тоа е многу популарно презиме. Так. А многу од нив па и се викале Петар. Пошто дедо ми бил Петар, па Петрович, Петрович. Значи, да не гласаат тие луѓе. Што има? Значи, таа Даниела Рангелова во Брвеница да не гласа. И аз да не зборуваме дека се пријавија лажно, дека имало
Тоа само поради политички поени. Не може од друга причина да биде, па и да било точно, сепак треба да се внимава, сепак се тоа функционери. Као некои лажни гласачи на адресите на Павле Саздов и на Стеван Аджи, кои луѓето излегува утре дента и демантира, мислам, и со докази, со извод од избирачки список. Значи, све беа тоа повторно манипулации со цел за одлагање на изборите. Така. Господине Даштевски, овде ќе мора да го заклучиме нашиот разговор, иако верувам дека имаме уште многу работи околу актуелниве политички теми за коментар. Ќе имаме и следна прилика во Пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам што бевте мој гостин соговорник овој петок. Уште еднаш благодарам на поканата. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас, ви благодарам за вашата доверба во овој политички магазин и Радио Слободна Македонија. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на емисијата, емитувана на 18 март 2016 година во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте убав ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.